Поздравна порака од нашето иселеништво. Драги македонки и македонци, нашата заедничка македонска судбина со генерации не има ставено во многу искушенија и еве сега и оваа наша жива генерација оди низ едно од најголемите такви искушенија. Исправени сме пред еден огромен историски предизвик, кој што можеме да го совладеме единствено ако се обединиме во духот и телото на нашата страдална мајка Македонија. Денес, кога многу од вас се собравте тука да го кренете својот глас против сите неправди и предавства од страна на оваа власт, како впрочем и предходната, бидејќи сите тие се исти во предавствата, би сакала да ве подсетам дека со вас тука си илјадници македонци од целиот свет, со генерации прогонувани од сите краеви на поделената Македонија. Тие македонци ви ги порачуваат следново. Браќа и сестри, свесни сме за се што се случува. Свесни сме дека не постои дом во Македонија од каде што не ви отишал некој од најмилите. Затоа сите ние, како неразделив дел од еден народ, каде и да сме, ја чувствуваме вашата тага, ја делиме вашата мака, кога вас ве тепаат и ние носиме модрици, кога вас ве боцкаат и ние крвариме, кога вие плачете и ние лееме солзи, кога вие се смеете и ние се радуваме. Така е затоа што сите сме дел од еден народ, од една земја, од ист корен, со ист јазик, со иста вера, под едно сонце, со едно име Македонија. Сакаме да знаете дека крикот на македонскиот народ од врвот на Голготата се разлива низ сите меридијани во светот. Бесочното насилство што врз Македонија и македонците го прават партиите и домашните квинслишки власти е пострашно дури од тоа на странските душмани. Единствен начин да им се спротиставиме и на домашните предавници и на евроатлантскиот империалистички бран е да ја ослободиме со нас безвремената енергија на македонскиот идеализам, каде што во свое време тоа го правеше Крсте Петков Мисирков и плејадата на македонските преродбеници. Само таа енергија, само тој идеализам ќе може да му ја представи вистинската слика за нас, за модерниот свет, заробен во рамките на ЕУ и НАТО. Светот мора да разбере дека Македонија постои надвор од сите рамки и договори, а македонскиот народ ќе ги бара своите права. За сите историски неправди што му се направени и во Грција, и во Бугарија, и во Србија, и во Албанија. Постои македонска црвена линија. Таа е напишана со крвта на генерации македонки
и македонци во трансисториската димензија на нашата македонска Голгота. Време е целиот свет да ја чуе македонската приказна, раскажана со устата на македонскиот народ. Не се плашат сите уцени закани. Нашата порака до сите наши негатори е следнава. Кои да сте, какви да сте, колку силни и моќни да сте, вие никогаш нема да го покорите нашиот македонски дух. Ние нема никогаш да дозволиме да живееме во свет во кој што ја нема Македонија и македонскиот народ. Да се обединиме во дух и тело сите заедно и со еден глас да му кажеме на целиот свет дека Македонија е нашето име и идентитет, нашата гордост и достоинство. Професор Нестор Огинар